Здраво, ова е првото бонус издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е изборот на 10 најквалитетни филмски остварувања за 2018 година. Изборот го направи врз основа на изгледаните 595 филмови во текот на оваа година, од кои на 49 им подготвив засебни изданија на емисијата Видеологија, а од најдобрите ги избрав најдобрите, врз основа на целесообразност на форма и содржина, оригиналност на тематика, незина реализација и високи естетски мерила кои гарантираат долготрајна впечатливост. Започнуваме. На 10-то место се наоѓа You Were Never Really Here на Линен Ремси, во кој Џо, глумен од Жоакин Феникс, е неспокоен изнудувач со PTSD, кој својата функција во животот ја наоѓа во спасувањето на киднапираните девојчиња. Новиот филм на ветеранката Ремси се најде на оваа листа затоа што е храбро филмско остварување во кое Жоакин го поведува гледачот во пеколната утроба на криминалниот свет, но овој суперхерој од кожа и коски многу пати погледнал во лицето на смртта пред да ги извади жртвите од јамата. Филмот исто така се истакнува со способноста за експлицитно неприкажување на сеприсутното насилство, проблематика начната во We Need to Talk About Kevin, но новиот филм на Ремси го прикажува грдото лице на светот во кој живееме, сечајќи еден слој подлабоко во болката. На 9-то место се наоѓа Dogman на Матео Гароне, во кој Марчело е низок негувател за кучиња, кој се наоѓа во подредена позиција на пријателската врска со Симоне, поранешен боксер кој го тероризира цело мало. Во обид да го поврати достоинството, Марчело ќе преземе непредвидлив чин на одмазда. Филмот се надоврзува на успешната низа на сега веќе култни филмови на режисерот, но во него екранизира една сурова животна приказна во која хиперреалистично ни прикажува два лика од сечие соседство, од маргините на општеството кои се во толку зависна и дисфункционална пријателска врска што неизбежно е да еруптира напластениот набој помеѓу нив. Колку е да е симплифицирана содржината и редуцирана приказната, за секој да може да ја следи, во препознатливите интериери и екстериери се одвива една животна драма која го понесува гледачот со ликовите киднапирани од стварноста и држани како заложници на филмот. Беспрекорно е евидентирано манифестирањето на злото. Dogman се наоѓа на листата затоа што е најдобар доказ дека со малку може да се направи многу. На 8-мо место се наоѓа Shoplifters на Хироказу Корееда, филм за фамилија на крадци кои прибираат девојче од улица и го згрижуваат во нивниот дом. Нивните примања не се доволни за екзистенција, па заедно со нивните деца преживуваат со помош на крадење артикли од продавници. Филмот се најде на листата најпрвим поради градење на семејната заедница на тродимензионални ликови, преку кои ги представи критичните точки на едно технолошки напредно општество, кое ја има загубено врската со хуманоста. Филмот му дава простор на гледачот да се запознае со ликовите, со стабилен ритм, постепено градејќи ја наративната структура, за да експлодира со еден моќен пресврт кој поставува круцијални прашања за тоа од што е сочинета една модерна фамилија. Морализацијата и етичноста на страна, клаустрофобичното заробување на актерите во кадри во тесниот дом говори за комплексноста на оваа филмска заедница. На 7-мо место се наоѓа Cold War на Павел Павликовски, во кој станува збор за страстна љубовна приказна за пар кои го сочинуваат индивидуи со различно потекло и темпераменти, кои навидум не си одговараат, но им е судено да бидат заедно. Невозможната љубов се одвива во периодот на студената војна на тло на Полска, Берлин, Југославија и Париз. Уште еден филм кој може да се пофали со јасна наративна структура со оглед на тоа што полските Ромео и Јулија до самиот крај на филмот не дозволуваат да им згасне пламенот на нивната невозможна љубов, останувајќи еден покрај друг низ вртлок на различни режими и епохи. Модерната Казабланка е еден од најпрекрасните за гледање играни филмови за оваа година, од кој секој кадар е толку убав што може слободно да се извади од филмот и да се урами во нечиј дом како уметничка слика. Приказна стара колку и самото човештво за страстна љубов со бескомпромисен непокор. На 6-то место се наоѓа Annihilation на Алекс Гарланд,
во кој Лена, биолог со војничко искуство, глумена од Натали Портман, чиј што сопруг исчезнува, таа одлучува да стане дел од научна експедиција која ќе навлезе во зона на природна катастрофа именувана како Ареа X, но набрзо членовите на екипата дознаваат дека оваа опасна мисија ги води во предел во кој некаква вонземјанска сила успева да ги мутира и реплицира сите растителни, животински и човечки форми. Најквалитетниот научно-фантастичен филм на годината мораше да добие место на листата, кој воодушеви со визуелни решенија на маестралниот Гарланд, кои што меннаш се погледнат не може да се избришат од подсвеста. Во неговиот Сталкер не поведува во светот на непознатото, во кој еволуцијата има собствен тек, надвор од поимањата на човекот, финиширајќи со епилог од длабочините на тајните на универзумот. На петто место се наоѓа On Body and Soul на Елдико Енједи, во кој работниците во кланица Ендре и Марија, откако ќе заклучат дека осумнуваат истиот сон како Елен и Срна, ќе се обидат љубовната врска зачната на сонот да ја реализираат и најаве. Овој филм се наоѓа толку високо на листата поради својата оригинална премиса, игрива реализација и магична поврзаност на повлечени ликови, кои на очудувачки начин се пронаоѓаат еден со друг. Нивната романса не е натежната од предизвиците на надворешниот свет, затоа што уживаат во неа во имагинарниот. И најаве и на сон, овие интригантни ликови го пленат секој гледач со својата соголена интима. На четврто место се наоѓа Burning на Ченг Донг Ли, во кој младиот Јонг Су налетува на девојка која живеела во неговата населба во руралните предели на Кореја, која го задолжува да ја храни нејзината мачка додека таа престојува во Африка. Таа се враќа во Кореја со Бен, богато момче кое поседува една пироманска тајна. Корејската адаптација на расказот на Мураками се најде на оваа листа затоа што понуди една мистерија која не дозволува до крај да биде одгатната, напротив, на секој свиок го предизвикува гледачот и воодушевува со впечатливата кинематографија, посебно во Зајди сонцето. Филмот котира толку високо поради потенцирање на круцијалното прехранување со потребата од филозофија и уметност, односно поради заситување на големиот екзистенцијален глад, кој ако не се засити создава плитки и прегладнети битија без познание за собственото постоење. На трето место се наоѓа The House That Jack Built на Ларс фон Трир, во кој станува збор за обсесивно-компулсивниот серијски убиец Джек, глумен од Мет Дилан, и неговиот 12 годишен убиствен поход во САД во 80-тите години на минатиот век. Низ филозофските трактати со неговиот соговорник Вергили, глумен од Бруно Ганц, напоменува 5 инциденти за кои невротичниот психопат е убеден дека сторствата му се уметнички ремек дела, наоѓајќи изговори во уметноста и дегресии од колоквијалниот живот за оправдување на грозоморните чинови. Најквалитетниот хорор на годината се најде на оваа листа затоа што ниту еден друг режисер не ја поседува дрскоста на Трир да си поигра со очекувањето на гледачот, при тоа навредувајќи ја секоја можна демографија на филмски љубители, вклучувајќи ги и своите долгогодишни фанови. Тоа само говори дека потребни се повеќе имена како него, кои не само што нема да го компрометираат собственото дело, подлегнувајќи на цензура и политичка коректност, туку ќе демонстрираат дека авторите одговараат само на авторитарноста на естетските норми со својата уметност. На второ место се наоѓа Рома на Алфонсо Куарон, во кој станува збор за животот на една фамилија во Мексико во почетокот на 70-тите години на минатиот век, во куќа во која живеат заедно со нивните две куќни помошнички. По серија на немилни настани, помошничката Клео мора да најде начин како да го зачува спокојот во семејството, иако самата се наоѓа во незавидна позиција. Новото остварување на мексиканскиот филмски мајстор Куарон се наоѓа на вице-шампионското место затоа што е совршен пример на искушение на централен лик, кој неофицијално е ребетниот столб на една фамилија која ја држи целовита, смело снимен со фотографијата на самиот режисер, кој пука со сите можни решенија од филмскиот јазик со кој го прави незаборавно ова филмско остварување. Емоционалниот багаж на филмот му натежнува на гледачот, а неговото ослободување е катарзичниот епилог кој на символичен начин го илустрира самиот режисер. На почесно место на листата се наоѓаат In the Fade, Phantom Thread, The Favorite, Double Lover.
На прво место на листата се наоѓа Фокстрот на Самуел Маус, во кој родителите на едно израелско семејство мораат да се соочат со страшните последици од случувањата на воената база на која е стациониран нивниот син. Фокстрот е најквалитетниот филм за оваа година според Видеологија, затоа што делото е речиси совршена синхронизација на интригантна фрагментирана наративна структура и наменска и мотивирана визуализација, која не само што соодветно го надополнува дејствието, туку ја проектира емоционалната состојба на ликовите. Абсурдноста на војната, непотребните трауми кои ги создава и невините жртви кои пред време ги повлекува во нивните гробови се само неколку од социјалните аспекти кои на интригантен начин ги разглобува филмот. Фокстрот е танц на човекот со собствената судбина, кој покрај сите варијации завршува на почетната позиција, налик и ликовите на филмот, кои ги повторуваат истите постапки и завршуваат во идентичната пропаст. Ова беше бонус изданието на дигиталната архива Видеологија, посветена на 10 најквалитетни филмови за 2018 година. Доколку ви се допадна, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Среќни празници и нека 2019 година биде исполнета со филмски изданија кои ќе ви го променат животот. Поздрав!